Дискусијата во пленарната сала на Законодавниот дом тече, но се уште по претходните точки, бидејќи се уште пратениците не стигнале до седмата точка, каде на дневен ред е ребалансот на буџетот. Со оглед на тоа дека се очекува жешка расправија во Законодавниот дом, сепак владеачкото мнозинство, чиј предлог е ребалансот на буџетот, смета дека овој ребаланс ќе биде донесен со оглед на оваа потреба да се обезбедат пари за и дополнителни средства за сите оние работи кои се предвидени во овој ребаланс. Откако ребалансот го помина филтерот на Комисијата за финансирање и буџет, денеска конечно е на пленарна седница, а седницата, односно расправата по овој предлог може да трае најмногу до 3 дена. Во овие вести разговараме со пратеникот од ВМРО ДПМН Бојан Стојановски, кој ќе ни каже околу очекувањата кога би требало да се изгласа ребалансот. Добре дојдовте во вестите на Алфа. Благодарам на поканата. Што се обезбедува со овој ребаланс? Прво се обезбедува редовна исплата на многу врски кои што државата по закон треба да ги превземе, кои што не биле испланирани од почетокот од иницијалниот буџет, како исплата на плати и пензии, колку и да изгледа чудно, но сепак реалноста е таа. Но јас би сакал да кажам дека кога се работи домаќински може да се обезбедат средства и за други намени. Меѓу другото, јас ќе споменам 4 кои што сметам дека се многу важни за граѓаните. Се обезбедуваат средства за покачување на пензиите од септември за 2.500 денари. Се обезбедуваат 100 милиони евра кои што ќе помогнат во реализација на капитални инвестиции во општините. Исто така се обезбедуваат средства за регрес на годишен одмор за работниците. Средства за проширување на позитивната листа на лекови, која што многу ќе ги помогне граѓаните, бидејќи сега гледаме случаи кога навистина поради скапите лекови не можат сите да си ги обезбедат. И уште една работа, а тоа е вработување до крајот на годината на 300 приватни специјализанти кои што ќе го подобрат и засилат македонскиот здравствен систем. Сакам да укажам дека ова е ребаланс на буџет кој што не бил донесен од нас, од нашето мнозинство и кој што е за жал 71% веќе потрошен. Затоа во рамките на можностите кои што ги имаме, ова е максимумот што можевме да го извлечеме од вака поставен буџет. Каква е штетата која според вас ја направила претходната власт? Апсолутно многу голема. Еве, да не зборуваме само базирајќи се на фоскули, туку да зборуваме по бројки. Отворете ги Отворени финансии, портал кој што тие го воведоа и ќе видите едни бројки кои што навистина се страшни за секога, особено за граѓаните. 71%, замислете, потрошен е дефицитот кој што бил планиран за цела година до 6-тиот месец. Реализацијата на капиталните инвестиции, она кое што ја движи економијата, тоа значи проекти за подобар живот, се реализација само 28%. Можете да видите, вие во вашиот ценет медиум секојдневно тангирате привози каде што на заминување се уште се скочуваат тендери во 4 очи од десетици милиони евра. Штетата е голема, но би сакал да кажам дека ние како мнозинство нема да застанеме само на таквите обвинувања, туку собираме многу докази, многу укази и сите ќе ги представиме пред органите на прогонот, каде што еве од оваа прилика ги повикувам не само да бараат да им се обезбедат повеќе средства, туку да фатат и да работат нешто, бидејќи граѓаните мора да знаат како биле трошени нивните пари. Дали сте задоволни од тоа како тече менаџирањето со јавните финансии, со оглед на тоа што сметате дека економијата мора да застане на нозе, но сепак поради, како што велите, нерентабилното работење на претходната власт, тоа оди многу тешко? Па не би сакале ние, ниту па некогаш сме сакале да го представиме тоа како изговор, но вие да влезете во институција, конкретно Македонски шуми, и да видите дека 4 месеца немаат земено плата, водостопанство исто така, и ни за една на други институции, каде што навистина немате средства да исплатите плата, дека ви недостасуваат средства да ги исплатите пензиите и платите, навистина не можете да бидете задоволни од таквата ситуација и таквата состојба, но укажувам дека ние имаме план како тоа да го промениме, не само да кажуваме дека нешто претходните пред нас уништиле. На граѓаните знаат дека е така, затоа и таква порака ми испратија на изборите. Она кое што е визија на ВМРО ДПМН и кое што може да се види во ребалансот е огромното реалоцирање на средства за реализација на капитални инвестиции. До крајот на годината, како што кажав, општините ќе добијат 100 милиони само по еден основ. Тоа ќе се изгласа на денешната седница. Понатаму многу зголемување на развојните програми за изградба на водоводи, на канализации, на градинки, на училишта, на спортски сали, бидејќи тоа е нашиот план за да ја едноставно прво заживееме економијата, да ја донесеме до некоја клиничка стабилна состојба, бидејќи сега сме во
клиничка смрт и понатака кога веќе за некои си 40 на дена од сега ќе разговараме за буџетот до година, граѓаните во полн ефект да видат која е економската програма на ВМРО да помане. Ви благодарам за одвоеното време, а тука додека очекуваме и оние официјални реакции од опозицијата, од собраниската говорница, во меѓувреме стигна реакција веќе од социјалдемократите. Според нив ребалансот предложен од владеачкото мнозинство, како што велат, е катастрофално лош и со него нема пари за раст на платите во ниту еден сектор, нема пари за покачувањето на минималната плата, работниците, нема пари за пожарникарите, војниците, полицајците, образованието. Оттаму реагираат дека Мицкоски и ВМРО ДПМН ја суспендираат политиката на постојаното покачување на платите која функционирала до сега, реагираат од СДСМ. Следно вклучување најавувам за вестите во 17:30, за кога и очекуваме официјални реакции, односно да започне конечно расправата по 7-та точка каде ќе се дебатира за ребалансот.